Секаде за поправка, за кречење од влага, од секаде има вакво на овој кревет спијат потпрени со цигуи, трнете се вакво. Потпрени со цигуите. Па фактички дневна е, ама дека тука спијат, па и детска смрт да се рачуна. Дека би требало да спијат. Ама има буквално дупка во зидот што и гуштери ни флагуваат и све не може да Купатилото е доста старо, кадата е дупната и влага од секаде, и од згоре има исто кај што тече, ово, па е маскирано за да не прави проблеми. Водовод скоро секаде треба да се менја. Овдека има работи чешма, ама тече нон-стоп. Шпоретот не работи. Спремам на плин и само едино шоравната што работи. Постојат луѓе што животот ги милува нежно и луѓе што животот ги става на најтешките испити. А таа е жена што поминала низ двете страни на судбината. Родена како посакувано и сакано дете, растеше во топол дом исполнет со смеа, љубов и сигурност. Катерина Пецурова, имам 38 години. Мајка ми сега почина минатата година во август. Татко ми е починат, мајка ми што беше премажена, сега него го сметам како татко. Со него живеам моментално. Беше вредна, амбициозна и скромна. Учеше, се бореше, ги остваруваше своите соништа и заврши факултет. Од она мало насмеано девојче израсна во прекрасна млада жена, полна со живот, надеж и љубов што сакаше да ја подели со светот. Како се одлучуваш да се запишеш на земјоделски факултет? Бидејќи сте сами со сестра ти, како тоа финансиски го поднесе твојата мајка? Фактички, фала Богу, нека се живи. Баба ми и тетка ми го платија факултетот. Цел факултет, можам да кажам, 5 години колку што го учев. Сите 5 години тетка ми и баба ми дур беше жива. Браво. И баба ми стално имаше на крај више една изрека, вика да дипломираш па да си умрам. Ја дипломирав во 2013 декември месец, во јануари она починува. Одмирен семеен живот исполнет со љубов, надеж и планови за иднината, Катерина се соочила со сурова реалност на семено населство. Имав сопруг, да, кратко се знаевме пред да се земеме, кратко се знаевме, не се знаевме кој знае колку долго. 2015, мислам дека беше кога се земавме. Дојдовме тука во Скопје, живеевме. 2 години некаде. После 2 години отидовме во Битола, мене ми се пруži шанса да работам во Кромберг, таму, у таа фабрика што е Битолската. Све супер беше и на почетокот.
И дури живеевме и одека во Скопје, на почетокот живеевме. Каде живеевте, под Кирија? Не, тука, Тука во Тука, во оваа оваа куќа? куќа. Добра. со мајка ми со очевот исто. Тука живеевме. Он работеше и јас почнав да работам после тоа. И беше супер, да не кажам супер. После меѓувреме ми се створи мене можност да работам во битова кај во фабриката, сестра ми кај што работеше. И речевме да се преселиме. Да се створите Таму. заедница, да функционирате сами да бидеме све. Се преселивме таму и јас почнав да работам. После некој време и он аплицираше во истата фабрика и он почнав во истата фабрика да работи. Ако после се преселуваме во куќата. Таму не се останувам бремена со второто. И тоа се и со него се продувам во битово исто. Сретна еден во кафаната таму, сретна еден демек барал работници за во Германија. И тој беше толку еко верен и готово, ја ќе идам во Германија, не идам дека на работа, во Германија ќе идам. Ајде еден кредит за да направи пасош. Ајде уште еден кредит да пари демек да има за Германија. А после човекот што го му рече дека пара никаде не можеше да го најде. Буквално не можеше да го најде, кога земјата пропадна и автоматски све му испадна џабе и тој тоа што го заработеше за, да речеме, за вепоно го пиеше пред продавница, седеше и пиеше пиво, ракија. И се пијанчеше, да не кажем, и кога ќе дојде дома, се караше. Се расправаше. Ова не чини, она не чини. Почнавме се за тоа да се караме и на крај почна и физички да... На колку наврати физички ви имаше Па имаше малтретиран? можда 2-3 пати, ама убаво. Нема ни доаѓано, нема ни да ги гледа децата, ниту пак пари им дава, плаќа, има одредено за алиментација, све судски сме разведени, ама не плаќа ништо за децата. Ете со големата ќерка дека стрес со разводот, не збори со непознати. Ете вчера бевме баш во Центарот за ментално здравје, што ни дадоа некои јапчиња, некои сирупи, не знам што, немам со што да ги земам. А треба да ги пијам секој ден. А ја немам со што да ги земам. Зад нејзината Од тивка стресови. насмевка стои мајка што секој ден се распаѓа и повторно станува. Поради своите 3 деца. Она го гледаше све тоа. Тече од крововите. Во едната во спалната кај што треба да ги ставам децата да спијат, е отворено, буквално што тече, гуштери фегуваат натре. Ми е страв таму да ги ставам да спијат во дневната на тој кревет, а тој кревет е скршен, потпрене на цигули за да не се распадне. Морам, ајде дека јас спијам до нив, не ме собира на вака, спиеме со попреку. Ако беше, нозете ми се буквално на стол ги ставам нозете за да не ми се надува. Ова е со сигурност почетокот на еден нов живот за Катерина и нејзините деца. Ката, фала ти што ја кажа својата приказна, се отвори и има тронка надеж во твојот живот за подобро утре. Ова се донации од нашите пријатели, храна и вино. Секогаш се тука тие за нас, за помош за ваквите семејства, на тие што најмногу им требаат помош. Исто така, нашиот пријател Флекс Кредит доделува 15.000 динари кои што ќе ги потрошиш за бела техника. Се надевам дека ќе ти биде од помош. Повели? Дај Боже. Благодарение на наградата обезбедена од нашите пријатели од Flex Credit, Катерина го посети салонот на Елипсо за да избере нешто што помогне да го направи својот дом потопол и поудобен. Да видиме што ќе одбере. Здраво, добар ден. Здраво, добар ден. Повелете? Јас сум Катерина Боја. Цурова. Повелете? Имаме од Flex Credit со 15.000 Ваучер? ваучер, да. Можете слободно си погледате што сакате, одберете си па ќе направиме цена. Сега Што ви треба, прво разгледајте смукалка првен. Гледајте кај што сакате па ќе направиме. Гледајте си ги смукалките. Не знам каква сакате сега. Најобична. Имате доста моделчиња, имате
вакво моделче ако сакате. Имате од ова. Со канистер, ова вие со врекичка, овие со канистер. Со врекичка мислам дека ми е Нема поише... проблем. Вие како се си речете, така. Како се отвара? За проверка. Ова, вие имате една книжна кесичка и плюс имате платнена кесичка што се може се да се менја, истресете и па да си ја вратите назад. Тоа вие со 1600 вати, Сенкор е чешки бренд, 1600 вати, значи 2 години гаранција има на неа. Значи имате четка, мала, голема, за теписи, чистење. Тоа се иде. Се, да, комплет. Ева, спакувана. Добро. Тоа. Ова. Така. Зидете си што ви треба друго. Натака има телевизори, Телевизори не ми требаат. што ви Ова треба е фала помали Богу. апарати, видете си на друга. Помали апаратчиња така. Миксер. Миксерите Миксери. се таму, слободно. На таа страна се миксерите. Имате повеќе модели на миксери. Сега се зависи. Со сите да стандардно така. Да. Со 2 перки за матење и Да. 2 за тест. Мој модел ќе вас ви се свиѓа, тоа имате вакво со чашка ако сакате, со солидна цена, значи чешки бренд, Сенкор со 2 години гаранција ви е таа. Ги има и другите чашки, така, другите вртови. Да. Ова плюс си имате за матење тука и да си ги чувате. Може тој. Тоа може? Да. Друго што ви треба, имате тостери, имате бојлери, имате, не знам, микро. Што ви треба? Пегла. Пегла? Да. Пеглате се таму. Имате средна нека ова моделче ви е доста солидна. Од него има 2 боички, значи исто ви се Сенкор, чешки бренд, 2 години гаранција има. Значи имате зелено и имате на оваа боичка. Значи можете и хоризонтално и вертикално да се пегла со нив. Да. Што некој може и тоа. Може каква боја Да. сакате? А, Имате ова крем. кремот, Да. готово. Друго разгледајте си, имате и од другава страна видете што имат. Тука имате сецковци, пекачи за леп има ако сакате, ерфраер имате. Пекачите за колку пере се да ќе стигне во цената? Ке имате и за пекач за леп, како сакате ќе има. Може. Да. Ова Може и тоа. моделче? Да. Пекач за леп, значи. Тоа. Останува нешто? Има, или? да, уште една работа може да си одберете. Си одбравте апарат за месење на леп, значи може да се направи од 750 до 900 грама лепче. Значи си имате внатре брошура и под доза си одите све што пишува, значи да, мора да се измери, да се стави внатре. Си бираш програма, зависи бело, од темно брашно каква сакате, стискате, значи на старт си почва да си меси самото го пече, да. И на крај ви дава знак дека е лепчето готово. Електрично гезве нешто Не, може за Нескафе. за Нескафе вакво? Маталката, да. Маталка? Да. Ова моделче го имаме само. Па, да. Може? Да. 6, 2, 8, 10, 11, 400, 14. Само секунда да ги собереме. Можете уште една работа до 1500 денари да одберете со тоа што ќе биде и дел од нас тука. Значи одберете си уште една работа слободно. Можете тапче за палачинки, Тавче за имате. палачинки. Тапче за палачинки? Да. Поголемот. Ова моделче. Добро. Не знам што друго можеме да ви понудиме. Во таа сума, значи вака да не ви треба некој бокалче. Не. Бокалче, не? Дзирнеци тостерче некој малецко.
Што може некоја ако се зависи која сума останува. Ајде ќе видиме, значи ќе направиме едно тостерче во вкупната сума. Да. Да ја совпаднеме со 15.000 точно. Си избравте неколку производи, сите ќе ви бидат доставени на адреса со тоа што ќе ме ставите контакт и адреса ќе ми дадете. Кажете ми име, презиме? Катерина Пецурова. Пецурова. Да. Со ц. Катерина Пецурова. Готово. Значи чим се среди работава, од наредната недела ќе ти бидат испорачени на домашна адреса. Во ред. Ви благодарам. Фала и на вас. Пријатно. Поздрав. По емитувањето на емисијата почнаа да пристигнуваат повици, пораки и помош од хумани луѓе од сите страни. Граѓани донираа храна, облека и финансиска поддршка, а компании и добри луѓе понудија можности за работа и нов почеток. Почнаа да пристигнуваат и лекови, витамини и неопходни терапии за децата. Нешто што до вчера за Катерина изгледало недостижно. По долг период повторно почнале да и се јавуваат и луѓе со кои некогаш се дружела во средно училиште. Пријатели што животот ги разделил, но кои гледајќи ја нејзината приказна, повторно ја побарале и подале рака. Немав надеж некоја голем дека некој ќе ми помогне. Очекував некоја една, две донации, три. Нешто да ми се даде и толку да се замре буквално. Ама ете, телефонот буквално не престана да звони откако ја дадовте на интернет. Бабенам да кажам дека супер поминав. Имаше голем број на донации. Прво и на нив да им се заблагодарам. Доста ми донира и од храна и од парични средства исто имаше доста што ми донира. И од школото на Габриела кај што учи. Од цело школа и плюс од класот што има собрано доста. Така да доста собравме. Имаше и од средно повише така, од другари од средно. Имаше различни луѓе што не ги знам, што ја виде во објавата и дошло да помогнат, што лично не ги знам. Дојде и градоначалникот, да. Рече дека ќе ја прави куќата во кровот, купатилото од внатре ќе вако. Рече дека ќе ни купи кревети, две креветчиња за децата и плюс шпорет, ни рече. И сега веројатно чека времето да се поправи за да дојдат да прават. Ми се јавија и дека ќе ме викнат и од паркови за договора. Ја би почнала уште утре, ако што се вика, да ми се јават. Денес ја посетивме општината каде што градоначалникот на општина Газибаба изрази целосна поддршка за Катерина и нејзиното семејство. Катерина, која порано работела во општината, сега е сосема нова личност. На почеток морам веднаш да потенцирам дека што ја видов сторијата на емисијата Срца на дланка на Алфа телевизија, веднаш беше контактирана Катерина. Утре да направивме посета на нејзиното семејство, однесовме поголем дел намирници на храна за да имат за одреден временски период и ги видов состојбите во кои што функционира таа и нејзиното семејство. Потоа формирав една иницијатива, поразговарав со повеќе општествено одговорни компании кои што се приклучени на иницијативата и прифатија да извршиме реконструкција на домот на Катерина, согласно нејзиното барање и состојбите во кои што се наоѓа објектот. Првично да направиме реконструкција комплетна на кровот, на санитарниот јазел, на тоалетот и на спалната и на детската. Дополнително ќе обезбедиме нов мебел за спалната соба и за детската соба и нови апарати од бела техника, согласно на што е потребно, фрижидер, шпоред и така натаму. Навистина сум благодарен на одредени компании кои што позитивно одговорија на мојата иницијатива и веќе сме во акција на прибирање на таа опрема што ни е потребна. Извршиме увид со градежна компанија која што ќе го санира сето тоа повторно во домот на Катерина и очекуваме в наредните денови да започнеме со реконструкција првично на објектот, а потоа да се донесе и соодветната опрема што е потребна. За само неколку дена, животот на Катерина почнал да добива нова насока. Ни донира од Виница како инвалидско моторче, може да се каже, за трите деца, да може трите деца да ги стави, да може да ги однесе до градинка, до школа, за да можам јас да работам на рад.
да не се грижам кој ќе ги носи, кој ќе ги враќа, ако се задржам случајно. Пријателите школски, буквално после толку време, што ме изненадија, благодарам и на нив. Многу ме изненадија, помош ми доста пати ми донесоа и обојка и храна, да не кажам, и пакети со месо. И све. Од градинка, родителите на групата што е најмалото дете, му правеа роден ден. Таму кај градинката му правеа роден ден, све они организира. Едни донатори ни донесоа нов фрижидер, ни го напунија фрижидерот и плюс гарнитура за 5 осет за седење, маса и плюс као регалчиња што ни донираа. Во моментов подобар живот и само што работа ми фаќа. Па јас очекувам, уште колку ми се јави човекот на градоначалникот дека зборува дека ќе ми се јават за потпишување договор, ја ги чекам секој ден да се јават. Оваа приказна не е само приказна за една мајка, туку е пример за тоа како хуманоста може да обедини цела земја. Катерина сега гледа кон иднината со надеж, знаејќи дека секојдневно добива поддршка. Единствено што сега и останува е да се врати на работа, каде што ќе може повторно да гради стабилност за себе и за своите деца. Како локална самоуправа, секој пат сме лимитирани кон одредени вакви ситуации, меѓутоа имаме можност да доделиме jednokratна парична помош со одлука на совет, jednokratна парична помош со одлука на градоначалникот до 50.000 денари, а доколку треба поголема сума одиме со одлука на совет. И тие методи често ги практикуваме затоа што навистина одредени семејства се соочуваат со предизвици во даден временски период и мораме ние со адхок решенија да пробаме на еден начин да го избалансираме тој период кога се наоѓаат во одреден социјален ризик. Таков случај беше и со семејство Катерина. Покрај тоа што ќе го реконструираме објектот и ќе однесеме соодветна опрема, поразговарав јас со градоначалникот на град Скопје да видиме дали има можност таа да се врати на работа кај што била претходно вработена во јавното претпријатие Паркови и зеленило на пунктот во Ченто, бидејќи согласно информациите кои што биде на нејзина страна, таа некаде во периодот помеѓу 2021 година и 2022 година била избркана од тоа претпријатие. Поразговарав со градоначалникот, рече ќе разговарат со менаџментот на јавното претпријатие и ќе гледат да ја вратат на работа Катерина, нормално си ги извршува соодветно работните обврски и да може нормално да екзистира со својата фамилија. Благодарение на хуманоста што се пробуди кај македонскиот народ, граѓаните од многу делови на државата се вклучија и помогнаа. Таа доби поддршка од соседи, пријатели, па дури и од луѓе од други градови кои ја препознаа нејзината борба. Да, тоа моментално ќе ги правиме со донации, исто не донира и цемент. За да направиме одека спустот, за да може да поминува соковичката, да врти од фактички од таму дека треба да врти од кај другата страна на оградата, дека имаме многу скали, не може по скалите да се мине со тоа. И моравме таму да направиме, па за да може да влезе, моравме да бетонираме мало дел таму. До оградата што е. Прво, најбитно сум многу благодарна што воопшто некој ми помогна. Ја не очекував дека толку ќе ми помагаат, толку ќе се има одзив за да ми помогнат на сите кои донира. Сега може не ги знам точно на сите по име кои беа. На сите кои ми донира многу сум им благодарна. За наставничката идам да ја земам Габриела од школа. Ја го нема неиза во групата кај што ги изнесува децата. Каде е Габриела, вика натре во училница, дојди. Идам, јас си мислам ќе ми каже нешто, Габриела направила нешто и не знам што се скараме со некој. Она ми дава цела папка со буквално преполно од пари што собраве во училиштето, што собираве. Многу сме им благодарни на тоа. И финансиски, да, сме малку доста подобри. Имавме доста донации парично. Така да, за сега ни е подобро. Животот многу подобро од што пред тоа беше. Само што работа чекам, дај Боже и тоа ќе биде. Се надева дека ова е нов почеток, каде што незината работа ќе ја обезбеди сигурност, а незината храброст ќе послужи како инспирација за сите околу неа. Сега Катерина е символ за издржливост и надеж, а незината приказна ќе остане во срцата на сите кои ја поддржаа.
Единствено што и треба сега е да го направи тој последен чекор и да се врати на своето работно место, знаејќи дека целата земја стои зад неа. Во селото Дулица, македонска каменица, во лоши и нечовечки услови за едно модерно време, живее младото семејство Ерика, Здравко и нивното двомесечно бебе Мила. Одат по вода со магаре до далечниот бунар, гладуваат и функционираат на импровизиран мебел, но најмногу стравуваат да не му се случи нешто на бебето ако качи температура, зашто до градот мора да пешачат и по неколку часа. Овдека ни е собата и бебчето ни е тука. Еве ја собата, те каква ни е собата, те ни го бебчето мало, оно спие. Ова е вашето живеалиште, каде со маличкото девојче ги живеете. Да, со него, со тоа го живееме сега. Низините први денови, Првите... а вие, Бога ми, доста Нигде, за на никаде сме ние, највише ни е тешко да можеш детето да го сместиме накаде поблиско. Зашто плачеш? Жал ми е за детето ми е жал, не сакам да како ме името, дај му таква куќа. Абе, не мој бе сине, бе, се го чуваме ние. Не сакам да ме крене на школу, да оде на школу, да има каде. Јас сам се тука мачила при моето чедо да се маче, не сакам. Многу е тешко. Многу е тешко, да. Многу е за моето чедо тешко. Нивната единствена надеж е да се преселат во недовршената куќа што ја имаат во Виница, каде би можеле да создадат побезбеден дом за детето. По емитувањето на нивната приказна, социјалните служби ги посетија и ги предупредија дека мора итно да обезбедат подобри услови за живот, во спротивно постои ризик бебето да им биде одземено. Каде има во Виница? Што имате во Виница? Има една куќичка, Чива? на татко ми е, куќичката ми ја дава на мене, ми ја даде. Куќичката, ама ништо не е средена. Таа куќичка там да ни се, патот да ни се ослободи и бареме на купатило и на соба да ни среди. Повише не бараме. Струја има и вода има, ама пат немаме да си ојме, да си живееме, да сакаме. И да си стегнеме две собички купатило и ки си одеме у Виница. Здравко деновиве не однесе до куќата која неговиот татко ја изградил пред повеќе од 50 години. Но пред да се почне со реновирање, постои уште еден голем проблем. Нема пристапен пат. Да сакаш материјал да откараш, не можеш материјал да откараш. Да сакаш дојдеш да преспиеш или нешто да однесеш у куќата да оставиш, не можеш да дојдеш пак. Те од тука, Соседите да ви обучат? те од тука, натаму. 5 метри има до мојата куќа, општонародно место, што е затворено. Сам сам ја градил. Сам ја градил? Сам, со жената. Немавме деца, сам ја изградиме да дојдеме да живее. Али како затворија пато, како ни го запишија и се манаме од куќа. Ово е тешко, ту е трошко е стварено, мука имало. Те тука сам спал, тука надвор, кој сам ја градил куќата. 100 пати имаме поубав живот. Гледај куќа каква се останала да пада. Сега е време институциите да ги отворат своите врати за Мила, за иднината, за подобро утре на едно мало и скромно семејство. Ние ќе продолжиме да бидеме тука, каде што болката бара глас, а тишината оддек. Бидејќи секое срце заслужува дом и бидејќи хуманоста го гради животот. Благодарение на наградата обезбедена од нашите пријатели од Flex Credit, Здравко го посети салонот на Елипсо за да избере нешто што ќе му помогне да го направи својот дом потопол и поудобен. Да видиме што ќе одбере. Добар ден. Добар ден, здраво. Јас сум Здравко. Бојан сум јас, повелете. Јас сум Здравко, од Камекезска каменица. Ме поканивте за да пазарувам. Ова моделче на перална ви одговара во вашиот буџет. Да. Можете ваква перална да си земете на Кончар, 3 години имате целосна гаранција. Значи на неа хрватски бренд. Да. Значи доста солиден модел. За тоа што ако ја одберете таа перална, ќе можете да си доземете уште нешто. Може пералната? Може пералната? Да. Таа е 6 килограми или 1000 вртежи. Да. Да.
и многу е лесна за ракување, значи Да. све ви пишува на самата перална. Си вртите, Од значи кој постариот- сакате програм да го Од постариот тип малку. не е од постарите, туку баш понови модели Да, се, да, да. ама на хрватски е напишано Да. така да све се разбира. Си пишуваш, значи, гледај, све ти е напишано, памук, што сакаш, Да. каква облека ќе ставиш и стискаш старт. Да, тоа е да, тоа. да, убаво. Значи, да, сите се снаоѓаат со тие модели. Да. Сега можеш да си одбереш уште нешто, брат, до 1500. Можеме некое тавченце, сакаш Може, тавченце, може, да може направиме? тавче, ајде. Едно тавче, ајде до 1500. Сакате вакво тавче? Со капак? Со капак може. Може? Може да со капак да Е, па биде. таман. Значи, ќе завршиме работа со ово. Може, Готово. може. Тоа е тоа. Тоа е тоа. За неколку дена ќе имате испорака, рековте од македонска каменица. Да, да. На наредна недела ќе ги имате апаратите, нашето комбе, шоферите ќе дојдат ќе ви ги достават Добро. производите. Добро, се слушаме. Поздрав. Фала многу и убаво. Фала и на вас. Фала Поздрав, многу на вас чао, и чао. пријатно и убаво. Ајде, ајде. Ајде, чао, чао. Среќен по убавиот пазар и наградата што му е доделена од Флекс Кредит, Здравко продолжува кон гостилница дома. По сите предизвици низ кој поминал, заслужува миг за себе, исполнет со топлина, внимание и вкусна традиционална храна. Во пријатната атмосфера на гостилница дома, тој ќе може да се опушти, да здивне и барем накратко да ги остави грижите зад себе. Да видиме какви вкусови и изненадувања го очекуваат. Последни 2 години стоиме истото го. Истото го стоиме, на место стоиме. Ни напред, ни назад сме. Да. Проблемот е со патот и оште не 2 години чекаме патот да ни се обезбеди за куќето Виница. Го чекаме патот 2 години го чекаме. Гранчалнико и он се надева дека ќе помогне од Винички гранчалник, ќе го поздрават и он се надева дека ќе го пушти патот, дека ќе дое тендер ќе се изонади да патот да се пушти ние да се целим за куќата. И има пат да пробивано, има пат пробиено, а 2 тури има истурено песок докарано и водата е пуштена, струјата си тече и сега е проблемот, патот е пробиен сега, мост има направено тамука. На државно место мостот е направен и сега мостот го бранат. На државно место е направено мостот. Другото тоа е проблемот. Е мостот приватно лице си го направил мостот на државно место и сега тука е спорот мостот што не го дава на да минеме. Тука е само. Пуштија патот тамука преку тоа државното место, пат го направија. Брат ми дојде од Италија, он го направи патот, плати машина, се плати. Пуштија го патот и сега преку мостот не пуштува материјали да си вносиме на куќата. Тука е најбелата сега. Кај нас. И сега детето долека годинка и 4 месеца е сега. Треба и оно да се носи у градинка, да се носи, да се воспитува, да се стабилизира со луѓе, со дечиња си игра, да си оди на школа, да се попушта детето. Јас сега не бива. Не можеме да си пројдеме у куќата. Пато да си го направиме материјали и да си седнеме. Ако немаме друг начин, ние мост го правиме. Нека ни даде само одобрење. Одобрење нека ни даде за мост, ние ќе си направиме мост. Или од некаде патот да ни го пробие, дали од згорна страна, дали од има пат пуштено. Ако не бива по тој пат, нека ни пушти пат. Не тражиме ни асфалт, не тражиме ни тампон, ништо, само да заминеме, да си одиме со трактор, да си одиме или с кола да си одиме. Тоа само тражиме. Материјали да може да се доносува, да. Таму каде што многумина би се откажале, тие гледаат надеж. Со љубов, истрајност и верба се обидуваат да изградат подобра иднина за својата ќерка. Дојдоа многу луѓе, многу донесоа средства доносија многу, имаме средства, се доносија и за детето и за нас, доносија средства, дојдоа и не посетваа многу луѓе посетваа, дојдоа од секаде луѓе не посетваа како живееме, да видат како живееме, кои се условите. Може и сега да дојдат, кој сака, нека дојде слободно да види какви се ни оште и условите. Може секој да дојде да види какви се ни условите. Сега има се средства соберени и материјално не може да си го внесеме до куќата. Браво, браво. Здраво. Поле да шо Ти мен.
Има пиење порачано, може само за јадење. Да се најадат. Едно свинско ребре. Фала ти многу. Фала ти многу. Гранчалников винички прави онади документации се онади за да патот да го пушти за доке куќата да се пцелиме онади нали доваѓал беше да види што кои се процедурите и се надеваме дека ќе го направи гранчалников кој се преселам доле кај куќата да си креам некаде на работа и да си одам на работа на добар начин со луѓе да си одам на работа не само така, а не сега куќа имаме да не можеш да одиш ни у куќата да живееш, ни на работа да одиш. На двете места не можеш да одиш. Лошо горе во фурна, повалјага на здравје. Фала. Дали ги треба уште нешто за пиење, за јадење? Па, ако треба ќе порачаме пак. Вкусна е салата, многу бава, се благодарувам. Здравје. Нареден пат пак. Полета слободно. Ништо, фала многу. И така, надежта продолжува да живе. Ние, како тим на Срце на дланка, искрено се надеваме дека Здравко, Ерика и малата Мила наскоро ќе го добијат она што за многумина е нешто сосема нормално. Пристапен пат до својот дом. Затоа што домот не се само 4 ѕида. Домот е сигурност, достоинство и можност секој ден безбедно да се стигне до него. Се надеваме дека нивната приказна ќе допре до оние кои може да помогнат и дека ова семејство конечно ќе го добие патот што ќе ги води кон подобра иднина.